Ние за 2 месеци, благодарение на владата на Република Македонија, благодарение на јавното предпријатие државни патишта, благодарение на Министерството за транспорт и врски и министрот Александар Николовски, на Министерството за финансии, преку нивната единица CFCD, успеавме да го решиме проблемот и да го откочиме, реализацијата на овој навистина значаен пат. Со тоа што имаше проблем со една огромна косина и исто така неасфалтиран делот од тие 20%. Успеавме за изминатиот период од неколку месеци, значи од септември месец, тогаш се реши проблемот. За неколку месеци сето тоа да го реализираме и тука, еве, заедно сме сите, за да можеме да свечено го пуштиме во употреба овој експресен пат. Морам да кажам дека во изминатиот период покрај косините беа направени еластичните огради кои што ги гледате покрај патот, осветлувањето, исто така хоризонталната и вертикалната сигнализација. Сето тоа е направено за неколку месеци. При тоа, сакам да истакнам честитки до изведувачот Штрабак, подизведувачите и надзорот на оваа делница. Благодарност до вработените кои што работе и работниците од оваа компанија и подизведувачите кои што уште еднаш ќе повторам како и на Страцин дека се хероите на овој пат. Благодарност до вработените во јавното предпријатие државни патишта, вработените во Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии, а исто така и вработените во Министерството за внатрешни работи, кои што исто така дадоа голем допринос. Покрај овие 15,5 километри кои ги градеше Штрабак, пуштаме и околу 1 километар од кај клучката Дреново, кој што го градеше Синохидро. И тие се предаваат во употреба. И ќе бидат предадени на Македонија пат, понатака да го одржуваат овој пат како и останатите патишта во Република Македонија. Сигурно ќе прашате кога ќе бидат пуштени и останатите 9 километри од патот кој што го прави Синохидро по Дреновската клисура. Морам да кажам дека овој пат во голем процент исто беше завршен, меѓутоа, поради безбедностни причини, со оглед тоа што косините не беа добри и поради тоа што има карпести делови кои што надвиснуваа на патот, ќе се одложи неговото пуштање и се надевам дека за неколку месеци ќе бидеме исто вака собрани во голем број да го пуштиме и овој пат и со тоа конечно ова тесно грло и овој опасен пат кој што има многу црни точки да биде пат кој што ќе биде навистина кој што ќе доливкува на Македонија.